задоволство го најавуваме од почнувањето на реконструкцијата на училници кои што основното училиште Рампо Левката ќе ги намени за престој на деца од 2 до 4 години. Тоа е инвестиција на локалната самоуправа на општина Прилеп. Со тоа му заблагодаруваме на градоначалникот господин Маријан Ристевски за тоа што ќе се збогати престојот на деца во градинките за едно од прилика 100 деца. Локалната самоуправа и градоначалникот на општина Прилеп веќе подолго време работат на проширување на капацитетите за згрижување на деца од предучилишна возраст. За таа цел, ќе се отворат 4 нови групи за неколку месеци во состав на основното училиште Рампо Левката, кои ќе бидат под надлежност на детските градинки Наша иднина и ќе бидат сместени деца од предучилишна возраст. Сакам да се заблагодарам посебно на градоначалникот на нашата општина, господинот Маријан Ристевски, за целокупната поддршка што ја дава на работата на нашата установа и што вложува труд во отстранување на проблемите со кои се соочуваме. Инвентарот за опремување на овие простори за престој на предучилишни деца ќе биде обезбеден од страна на Министерството за труд и социјална политика. Денес дојдовме тука да го означиме почетокот на реконструкцијата на првиот спрат од основното училиште Рампо Левката, кој што беше на некој начин неискористен, а со ова ќе се овозможи да комплетно се искористат просторите и бидат претворени во градинка, односно установа за претшколска возраст. Тоа ќе биде наопшто задоволство, бидејќи беше огромно барање на 3 урбани заедници од околината за сместување на нивните деца во претшколска возраст, и тоа на урбаната заедница Чачорица, на Тапани и урбаната заедница Корзо. Капацитетот, како што кажа и директорката, ќе биде згрижување на 100 деца, ќе имаат одлични, би рекол, феноменални услови за престој тука децата. Проектот, реков, е 3 милиони денари, обезбедени средства од буџетот на локалната самоуправа. Тоа ќе значи комплетна градежна реконструкција на првиот спрат, со што ќе се добијат 4 училници, помошни простори за престој, за прехрана на децата, ќе бидат комплетно сменети санитарните вецина, хортикултурно уреден дворот ќе биде, ќе има посебен влез, а исто така ќе има и мини детско игралиште во мезанинот на самото училиште. Иначе проектот треба да биде реализиран во рок од 60 дена, што значи некаде август месец, најкасно 1 септември, ќе отпочне со работа оваа градинка на општо задоволство на децата и на родителите кои ќе ги пуштат своите деца во оваа градинка. Исто така, отворањето на оваа градинка ќе има и отворање на неколку нови работни места кои ќе обслужуваат оваа градинка. Локалната самоуправа нема да престане тука со проширување на капацитетите, веќе работиме на уште неколку проекти. Неколку од проектите се реализација на постари објекти кои ќе бидат реконструирани во различни делови од градот и населби и претворени во градинки, а секако во соработка со владата и Министерството за труд и социјала ќе биде реализиран еден капитален проект, а тоа е изградба на градинка од голем обем во најголемата населба во градот Точила, а после тоа започнува иста таква градинка и во најголемата населба Рит.